Секоја партија со свој услов за изборниот законник, консензусот се понедостижен по денешната средба во собранието, која кратко траеше. Ставот на ВМРО-ДПМН е дека ќе прифатат се што ќе се договорат опозицијските партии за изборниот законник, а единствен нивен услов е дијаспората да може да гласа. Пратеникот Бојан Стојановски ги повика СДСМ, ДУИ, Левица и другите опозицијски партии меѓусебно да постигнат договор за 4 клучни прашања. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на дијаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски денеска не одговараше на повиците и пораките од новинарите за нивниот став за средбата и повикот од власта. Од неговата партија преку соопштение утринава повторија дека тие не се против гласање на дијаспората, туку против модел кој, како што велат, отвора врата за изборен грабеж. Власта категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира овие процедури, ако целта им е фер избори, зошто бегаат од механизми за контрола и доверба во процесот. СДСМ нема да дозволи изборен грабеж. Власта треба да се повлече од овие намери и да достави нов предлог, каде дик со консензус ќе го регулира гласањето на дијаспората, велат од СДСМ. Истото барање за подзаконските акти во Државната изборна комисија да се носат со консензус, наместо со мнозинство гласови, го имаат и од ДУИ, откаде денеска оценија дека пропаднале меѓупартиските преговори за изборниот законник и ги обвинија ВМРО-ДПМН дека се повлекле и од првично договореното електронско гласање на дијаспората. Не можеме да најдеме друго решение, бидејќи, како што кажа веќе, ние сме биле активни во групата и сме придонесувале за да дојдеме до еден документ, до една драфт верзија, сме ја подпишале истата и сега се бара консензус над консензусот што веќе го имаме и како документ доставен во собранието. Затоа мислам дека ова е крај на преговорите и дека ќе се оди со стариот изборен законник. Единствено позитивно изненадени од денешната средба беа од Левица, поради како што истакна пратеникот Крмов, прифаќањето од ВМРО-ДПМН на нивното компромисно решение за гласање на дијаспората преку пошта само за претседателските избори во замена за една изборна единица. Сепак тој не е оптимист дека намерите на власта се искрени, како и тоа дека е можно усогласување на опозицијата. Тоа денеска, на мој изненадување, беше прифатено од страна на ВМРО-ДПМН и кажа дека тоа е фактички став на целата коалиција, иако ние како партија Левица мора да кажем имаме едно, мора да кажем и основано сомневање дека сепак тука постои договор помеѓу поголемите партии, една изборна единица да не помине. Од нив се бара усогласување на опозицијските партии, ја не знам тоа како ќе се изведе, така да не имаме еден вид на пат позиција. Сега ќе видиме дали повторно ќе имаме некој повик да се собереме и да разговараме. Состав за изборниот законник се изјасни и Зијадин Села со неговата албанска лига. Тој бара наместо една да има 8 изборни единици и отворени листи, додека дијаспората да гласа електронски, не само за претседателски, туку и за парламентарни и локални избори. Во спротивно, вели, ќе продолжат со блокада во комисијата. Од владеачката вреди пак порачаа дека за нив е важно дијаспората да може да гласа, без разлика дали тоа ќе биде електронски или по пошта.